Цивил медија. Измина 2018 година, какви ни беа очекувањата, што всушност добивме во политичка и општествена смисла? Сите ние многу очекувавме. 10 години заробена држава дојде до една основа да секој граѓанин, дали е вклучен во општествениот и политичкиот живот или не е вклучен, очекуваше многу повеќе. Односно, очекуваше многу активности. Јас, она што можам да го кажам од моја перспектива, е дека навистина многу се работеше. Во секој сегмент. Значи, и политичарите, и институциите посебно, и невладиниот сектор. И она што е исто така важно и што треба да се каже, дека не можеше и необјективно беше за една година да се очекуваат огромни резултати. За мене е битно дека процесот почна. За мене е битно дека стравот кој што беше присутен кај граѓаните, се повеќе и повеќе се менизираше со нивната отвореност, со нивното вклучување во општествениот живот на најразличити начини. Дали со свое активно учество преку одредени институции, граѓански организации, државни институции, интервјуа на улица, значи она што е многу битно, граѓаните се отворија и уште побитно, граѓаните почнаа не само да критикуваат за претходната власт, туку да критикуваат и сегашната власт. Она што се однесува до конкретните работи, се пристапи кон менување многу на законските регулативи. И, за жал, тука се осети едно лутање во изготвување на тие проекти или изготвување на законите во секој поглед. И во поглед на квалитетот на законите од многу широк аспект и во самата суштина со што се сака да се регулира закон, со тој закон. И крајното е двата договори што се постигнати, храброста на политичарите да влезат во тој процес и како последица на тие два договори, понатамошните активности, се во насока за влез на Македонија во НАТО и ЕУ. Што се однесува до судството, во годината што измина, ги ставам на страна законските активности, односно законските решенија што се предложени, законот за судови, законот за судски совет, законот за обвинителство, законот за академија, се она што е на некој начин врзано со работата на судовите, е на страна, меѓутоа самата активност на судиите е многу битна и тука не можам да видам она што на некој начин го очекував. Заробена држава, без никакви промени во самото правосудство. Не можам да сватам како ќе се одзароби. Може би во еден одреден временски период ќе изгледа дека нешто се случува. Однесувањата точно е дека на судиите или на одредени судии се промени. Меѓутоа, генералната слика за судството е се уште останата, дури и е полоша од она што беше порано. Тоа многу ме загрижува и мислам дека мора нешто државата да направи за да покаже дека се бори со судството, односно со оној сегмент на судството кој што ја отсликува негативноста и која што допринесува за
недовербата во правосудството да се минизира или да оди се подолу и подолу. Довербата е сегмент и елемент кој што е многу важен и точно е дека секогаш има две страни во оваа насока, меѓутоа имам впечаток дека двете страни се незадоволни и дека негативната оценка е резултат на размислување и на оние кои што го добиваат процесот, генерално зборувам, и на оние кои што го губат процесот. Добрата аргументација треба да послужи за убедување на оној кој што го губи процесот. И однесувањето на одредени судии, однесувањето на одредени членови на судскиот совет, и она што е многу важно за мене е неприфаќање на ниеден од овие сегменти било каква одговорност. Се очекуваше и упатувањата беа од внатре да се расчистат во редовите на судството. Јас не видов ништо во таа насока. И покрај тоа што одредени судии беа спремни отворено да зборуваат за колегите на кои што не им е место во судството. Меѓутоа и тоа само на зборови, а во активности никаде не се презентираше, така да и тоа е еден од елемент кој што допринесува за губење на довербата. Или да завршам, очекувавме не само невладениот сектор, очекуваше и самото судство, и самото обвинителство, и поранешните судии, поранешните обвинители, кои што многу допринеле во времето за една позитивна оценка на судството, нешто во таа насока да се случи. За жал, ниеден од судиите и од обвинителите не се охрабри во таа насока. И уште една реченица, големата пасивност и на адвокатската фела, па и ако сакате и на нотарите и на извршителите, со толку многу напади од сите страни, нереакции и покрај тоа што има напори, значи да не се разбереме дека се е замрено. Има напори, меѓутоа, бар почетните иницијативи не доведоа до тоа да вербата се зголемува. Напротив, депресијата и неверувањето е многу поприсутна отколку вербата во менување. Јас се надевам дека во наредната година тоа ќе се смени и дека ќе има многу поголеми активности, многу поквалитетни закони, закони кои што ќе расчистуваат состојбата и многу по квалитетно размислување во насока на она што се нуди. Или дебати, меѓутоа квалитетни дебати, со аргументи, за тоа што се нуди е добро или лошо и со предлози. Дали сите оние негативни оценки по однос на судството, грешките кои што се направија, пропустите кои што се направија во 2018 година, во 2019 ќе биде доволно уште една година тие да се поправат или да одат чекор понапред? Дали една година ќе ги реши сите оние проблеми кои што ги имавме во 2018 година? За мене, во моментот, фокусот треба прво да биде насочен на одговорноста на сите тие сегменти кои што учествуваа во тоа што на крај добивме оцена како заробена држава. Ние имаме ситуација заради пасивност да е разрешен само обвинителот, државниот јавен обвинител. Ние немаме состојба на санирање на последиците, тоа што
претходно го кажував, заради таквото однесување на одредени лица. Не имаме состојба каде што бевме убедувани дека Советот за факти е потреба и дека формирањето негово ни е наметнато од меѓународната заедница. За да после тоа донесовме одлуки со кои што се повлече потребата од оснивање и од работа на Советот за факти. Ние имаме состојба каде што многу се критикуваше судскиот совет. Мене, ако ме прашате, во голем дел со право. Прашањето е сега дали со новите измени е дојдено само до персонално менување на личностите кои ќе бидат членови на судскиот совет, или се тоа личности кои што ќе донесат квалитетно работење или друг вид на работење на судскиот совет. Цивил медија